тука и назад. Океј, јас ќе се изборувам Охридски. Може? Она што рече ако, уште со сиџи ми да не за заклева. Така. Касијан оди кај Митичо, па ти се зараш. Не, ама ќе ме снимеш. Не смееш тука. Оди. Сакам можам да седам. Добро, ајде. Да дојдеш овде кај што ќе лајна. На улица немој да излегнеш. Како? Ајде. Ајде, може. Милиот кога ги поставија рампите, каков проблем реално имате жителите кои живеете во непосредна близина кон напорта? Ние сме овде во стариот дел на градов, мештаниве, домородциве да речам, коклајне во гето. Зашто ќе речите? Затоа што да си име дома, ќе дојде некој си од не знам каде, што не знаат како се влегвите овдека, имат рампи. И ќе заглавит. Зад него ќе заглаве стоколи и треба ние да го чекаме. Секој ден овдека идет автобуси од било која агенција што ќе му текнит по 50, по 60 души, дур го свртите овдека нова тропо широкова автобусов, дур се растоварет таму стари луѓе, 50 и 60 души дур се растоварет, ние треба да ги чекаме за да си имаме дома. А ние земаме дечине од градинка, тантара, пантара, плюс то, да ти кажаме на друга работа. Ние овдека сме родени, цел живот живеени. Плащаме по 200 денари картичка. Не е за 200 денари картичка. Ама како бе, зашто тој што е, како викет онај шикал, што е на собраке во градов, тој дома му да си од рад, а дојде од некое село овдека во градов живит, а ние што живееме овдека треба да купиме картички за да си ојме дома. Како може то така? Место тие нас да ни даат пари, што не малтретираат овдека луѓево, што влегве, што идат туристите плюс, нешто да не направат некоја награда, што ги трпиме, ние треба да плащаме пари, картичка. Зашто да плащаме? Зашто? Вчера имавме инцидент. Јас се враќам, го зедов детето од градинка, ондека 15 минути го чекав автобусов да ги расторит луѓево. Не знам како се викаше сега. Во меѓувреме, јас му го блокирав патот, се јавив во полиција. На тој полицаец што му се јавив, му реков, ало, овдека имат автобус паркиран. Немојме дома да си име. Чекај, ќе дојде сообраќајна полиција, ми рече. Сообраќајна полиција чекавме 15 минути. Дор дојде сообраќајната полиција, овдека помина брза помош. Брзата помош не можеш да поминит од автобусов. Ке умрит некој човек. Немој да поминит брза помош. Зашто? За да прават пари. Втора работа, да ти кажам, најбитната работа. Ние сакаме овдека да имат полицаец. Секојдневно. Овдека во комшиве 3 куќи ги оплячкаја. Ни полиција, ни бутур се појави. Бараме камери, немојме да ги најме арамиве. Ојме во полиција, никој ништо не знајт. Шо е муабетов. Трета работа. Значи, најосновната работа. Имаме мајки стари, татковци стари. Одет на пазар да купет зајре, пиперки, патлижани, ти реков ми рече, таксистиве, не ги качвет, нив му велет, до Старград ние не возиме, заш не возеле, заш требит 50 денари да му земит, а му земет на овие туристиве од на пазар до овдека по 300 денари. А таксистиве овдека врвет бенефицирано, без картичка и ни сметет. Значи таксиста не киме ние да помините овдека. Ние сакаме овдека да направиме граѓанска непослушност, да ги затвориме рампиве, никој да не идат овдека, ние ќе семе, затоа што сме гето, ко гето да сме. Да. Ти теквит, оган ќе запалиме ондека, на сред улица. Значи, такси немој да дојд за мајка му, за од комшијава мајка му. Такси немој да дојд. Не плачка. А такси мој да дојд за туристава, што ќе зет од на пазар до овдека да му зет 200 или 300 денари. А овдека во општинава име донесено закон, таксистиве не пречено да врвет низ горна порта. Зашо да врвет таксистиве не пречено? За да земет по 250-300 денари, а мајка ми да не ја земит од на пазар, со пиперкиве. Кој закон? Кој го донесе тој закон? Тој градоначалников нас не викна во општина. Седнавме на маса. Правевме муавет како ќе биде то со картички, со мартички, со ти реков ми рече, тие работи. И ние му кажуваме како да биде и тој викат
Океј, вие кажавте што кажавте, ама ние донесовме одлука. Донесол одлука тој шо е цајкане? Тој шикало шо е инструктор за возење, тој чак не знае да вози. И тој ќе каже сега како ние да се понашаме дома, јас како да си одам. Јас за дома да си одам треба да купам картичка. Кој го измисли тоа нешто? И од една страна влезеш, од друга да излезеш. Пазите, се уште муавет, ќе ви кажам една работа. Јас излегов еднушка од овдека, со картичкава, требеше жена ми да ја земам месокастро. Влегов ондека кај што е месокастро од десна страна. И тој е влез. И ова е излез, и таму е излез. Ко се вратив на назад, ми блокира картичката. Како? Па тие имет осмислено комунистички некој систем за движење на коливе. Па комунистиве мислят како да украдет нешто. Значи варви секаде. Тоа е комунистичка шема. Немој да направиш сега ти мене да ме блокираш за да можам да не можам дома да си одам. Кажавте дека ваму на долни кај амбулантава е Пазиве да ви кажам уште една друга работа. Абсурдот најголем што е. Најголемиот абсурд е овдека. Свртите камерава, ќе ве замолам. Овдека имат лаено некој си ступчина со синџири. Овие луѓе овдека што имат лаено овие синџириве се стано издавачи во стариот дел на градов. Тие плашат 8.000 денари месечно за едно паркинг место. Значи овдека плашат пари. Кој ќе дојде овдека од било каде се понашат ко таткоина да му е овдека, луѓе во што живеат овдека плашат паркинг места, ние што живееме овдека плашаме картички и пак сме најголемите будали во светов. Значи, најубаво е да не постои ни туризам ни бутур, ако тие нешто како може така да размишле. како долу е трнатка и воска. Знак имаше долу кај амбулантана. Имаше знак забрана за движење на автобуси. Значи, јас сигурно не го извадов автобусот, ова знаков за забрана на автобуси. Знаков го имат изваено сигурно некој од општина. Значи, овдека расторвет, и денеска са Бајле имаше автобус. 50-60 луѓе расторени. Па тие 50-60 луѓе, нака дојдет пешки, бе. Проблем му е тоа, да дојде пешки. Мене ми е проблем дома да си одам. Например, со кола, или со деца, или со не знам шо. Шо му е проблем ни в пешки? Значи, нас ни го ограничија движењево. Јас имам сестра мажена во Струга. Сестра ми дома да дојде на гости, требит јас да дојдам овдека да ја пречекам со моја картичка да титнам ондека за да влези таја и да ги испратам после да ја титнам картичка за да излези таја. А момичево е родено овдека во оваа куќа кај што живеам јас. Сега да ти кажам друга работа. Визита кој ќе правиме, што правиме за визита, што треба ти јас? Цајкан да сум овдека? Дрва од Митичов кој ќе ги сечи. Народски го правиме буквално потребен народски се дека уште треба синџитва да не врзе за куќиве. Најубаво е да не врзе за куќиве, дури лето да лајме, да чуваме, да лајме. И арами нема да имат ништо, овие што ќе идат на туризам, ондека во амфитеатар, ау, Зоки, јас, Зоки ќе се крстам. Кучево Зоки го имам крстено, куче имам купено, Зоки го крстив. Најпој ќе лајт, маме му евам комунистичко. Ова беше, морав да го речам. Таксистиве општо ова лето не прифаќа. Значи таксистиве не ги носат мештаниве, зашто треба од на пазар до Старград да му земат 50 денари, а ги носат туристиве за по 200, по 300 денари. Крадет. Значи тоа мора да се спомни, таксистиве мора да ги снемат од лицево на Охри. Значи тоа е најголемото зло во градов е таксистава. И најмногу излажани туристи има преку нив. Преку нив. Ние имаме стари родители што ќе купат. Ајде ги пушиме на кафе, а и ќе дојдете Па на ние ќе кафе. дојме. Уморна сум, имам јесен од внучекот. Чекај. А, пешки сакаш да се симнеш? Добро.
Ajde, čao. Другата година може да ќе умрам, 50 година. И ај ќе направам, ако не направам сега не за тоа година. Како тука да се мочи. Јала как ќе вам. Браво, како е? Опа, Nama. Добар си? Аре не си. Не мене, пенди. Јас еднаш давав пијава, доста. Da, ali nisam go preskočila. Опа е.